Денеска ќе го започнеме денот со адвокатот Љупчо Кузмановски. Љупчо, добро утро. Добро утро. Ние се гледаме повремено, бидејќи вие сте и продолжувате бидете правниот застапник, да кажем, на штедачката страна во случајот на Евростандард банка. Евростандард, како што е познато, па има веќе од август минатата година ли беше, кога беше, има веќе година и пол како прогласи банкрот. И од тогаш всушност започна и напорите што да се прави со штедачите пред се, но и други должници, што доверители, што должници во целиот тој систем на пропаднатата банка. Денеска ве викнав бидејќи после подолго време се појавува известен зрак на надеж, би се рекло, сега веќе и со една правна поголема сигурност, дека постои шанса штедачите да наплатат нешто од своите штедни влогови кои што инаку ќе беа останати во стечената маса на банката со право на наплата на некои други. Меѓутоа да подсетиме, Уставниот суд ја донесе онаа одлука дека фондот резервен за банката не мора да биде првиот што ќе се наплаќа. Па сега дојдовте во ситуација, ајде да објасниме малку каква е правната ситуација и што се сега перспективите од тука натаму. Да, еве, најбројни од мене честитки до сите верници од католичката вероисповест. Во однос на Евростандард банка, значи, после таа одлука на Уставен суд, веќе во рамките на стечената постапка, што ја води судот во Скопје, се кристализираше по пат на одлуки на првостепениот и второстепениот суд она правно стојалиште дека таа одлука треба да се спроведе и сега ќе почне спроведувањето на одлуката, бидејќи до сега имаше правни лекови во врска со активностите и одлуките што беа донесувани. Се жалеше некој во тие правни лекови? Да, се жалеше фондот? Да, фондот не, но некој од доверителите има... Не, банките не. Добро. Од доверителите други, од штедачите. Конечно е завршена постапката, потврдена е од апелациониот суд она мислење или решение на првостепениот суд и сега понатаму треба да се оди во аванс на исплата на средствата. Значи, дефинитивно е одлучено дека одлуката мора да се спроведе, но стојалиштето на судот е дека треба да се спроведува етапно. Тоа значи, зависно од таа како има прилив на средства во стечајната маса на банката, така ќе не се носат одлуки за исплата. Сега разговараме за стечајниот суд. Да. Колку всушност има средства во банката и дали ќе може да се исплатат сите оние кои што на еден или на друг начин се врзани со пропаднати средства заради пропаста на банката? Па видите, тука има создадена една ситуација после укинувањето на овој приоритет на фондот, да сега најпрво треба да се донесе одлука за редоследот на исплата. Односно сега фондот дали ќе биде еднаков со останатите доверители или ќе биде после нив. Која носи таа одлука? Таа одлука треба да ја донесе според решението на судот одборот на доверители и тоа нареднава недела, на 28.12 е закажана седницата. Кој го сочинува одборот на доверители? Се обидувам да дознам каква ќе биде одлуката, кој е превласта таму, интересите какви се. Значи, одборот на доверители е сочинат од 5 члена, секој од доверителите има по еден представник, со тоа што таму гласот вреди подеднакво, значи еден од и председател како најголем доверител е токму фондот за осигурување на депозити, но без оглед што е председател, неговиот глас вреди еднакво со сите други. Значи еден представник има штедачите и другите се во главном државните институции што имале блокирани средства. Само да подсетиме, државата, односно владата, протестираше против и пред да ја донесе Уставниот суд одлуката, а и потоа коментираше дека тоа ќе создаде известни тешкоти. Вие во оваа ситуација во која што сега коментираме 5 членови на тој совет, може да се случи да биде 4-1 резултатот или сепак се надевате да подобар резултат? Не, мислам дека нема да биде 4-1. Сега нема да го преюдицирам. Играте во гости, што се вика. Така е, да, но нема да го преюдицирам резултатот, сепак се работи не само за државни органи, туку и за јавни предпријатија. Така да
очекувам една одлука која ќе биде повеќе или помалку на задоволство на сите, би рекол. Добро, ако јас не памтам погрешно, мислам дека сега во банката има околу веројатно 40% од она што би требало да се исплати, но течат веројатно и обврски на оние кои треба да вратат кредити, земале, не вратели и така натаму. Може ли во тој контекст да се најде решение за некакво, како да кажем, не може би приоритетни исплаќања, туку некакви параметри на подеднакви исплаќања сите додека не се истрпи или додека не се збогати фондот на средства со кои ќе се враќаат влоговите? Па континуирано има наплата на средства од тие што ги враќаат кредитите, значи има прилив во стечајната. Тоа и говорам, веројатно течат и тие обврски за оние кои што не ги Така, да. И до сега морам да кажам дека на изненадување можеби позитивно дека тој прилив е многу солиден од одредени должници кон банката. Само да подсетиме, кога пропадна банката, имаше разни истории се појавија за разни кредити во стотици илјади евра дадени на различни фирми и така натаму, пријателски и други на банката и така. И тогаш се предпоставуваше дека многу тешко ќе оди на платата, бидејќи менаџментот во банката не се грижал да обезбеди доволно гаранции, да обезбеди редовна уплата и така. Ова е сега некаква нова ситуација. Па добро, сега такви кредити реално постојат. Веројатно не се во толков обем како што првично се предпоставуваше и како што стои во првичниот извештај во однос на пропаѓањето на банката. Пак велам за позитивно изненадување, дел и од проблематичните кредити почнуваат да се враќаат, но добро, се уште е и тој дел во почетна фаза, така да до сега оди во позитивна насока работата, ќе видиме како ќе оди понатаму. Има дел од тие што земале кредити што и не помислуваат да ги враќаат, но кон нив се преземаат други постапки по пат на присилно извршување. Можна ли оваа варијанта што вие спомна за пропорционално враќање на влоговите? Значи нешто и фондот, нешто штедачите, па како ќе доаѓа така да се исплати? Па видите, можна е таква варијанта, но сега се поставува прашање, бидејќи фондот не е доверител по основ на законот за банки, сега судот даде образложение дека е тој доверител по основ на законот за облигациони односи или според институтот суброгација, и сега тука има дилема, бидејќи фондот е практично според својата дејност регистрирана во Централен регистар е фактички де факто е во ситуација на осигурителна компанија. Се поистоветува фактички дејноста со осигурителна компанија. Со тој дел во Закон за облигациони односи има одредени правила во поглед на обештетување што се прави во случај на осигурување. И сега тука дали ќе биде ако биде применет тој дел од Законот за облигациони односи, тогаш фондот ќе биде после доверителите, овие другите доверители, значи останатите депонентите треба да се обештетат целосно, па потоа фондот. А доколку судот најде дека евентуално не може да се примени таа одредба, тогаш ќе биде она пропорционално. Така да би рекол дека тој дел што треба наредниот недела да се донесе е веќе почеток на конечно дефинирање на состојбе. Се чини како прилично вака за општата јавност можеби неважен, во суштина крупен правен преседан како ќе се пресуди во овој случај. Оти потоа врз основа на тоа толкување ќе важи за, предпоставам, следни вакви слични ситуации. Бидејќи ние имаме или немаме правно искуство со овој вид на ситуација? Со овој вид немаме, затоа ние сметавме дека има правна празнина, значи да, затоа и велам, затоа што сега ќе следува толкување и потоа тоа ќе стане така, веројатно правно мериторно за идни. Така е, но тоа би требало како судска пракса да биде во случај на идни некакви случувања да биде репер како да се постапува страна на судот, меѓутоа сепак би требало таа правна празнина да се пополни со ново законско решение, но тоа е веќе друга тема.
Како се однесува фондов во целиот случај? Има разбирање или си ги штити само интересите своји? Мислам, се обидува и представниците на фондот да најдат некој решение кој ќе биде добро за сите, или сепак се работи за, како да кажем, цврсти банкарски позиции да си се наплатат? Фондот се стои на позицијата да го наплати своето поборување. Во однос на другиот дел од постапката е конструктивен. Мора да признам дека учествува во донесување на одлуки за ова продажба на имот, за прибирање на средства во тој дел, соработува со останатите, но овде сепак ги држи своите позиции во делот на исплатата. Кој ќе го толкува тоа, Љупчо? Кој е надлежниот? Има ли, затоа што следната инстанца за жалба оти кај нас, нели, за воедначување на судските политици ги сепак е Врховниот суд надлежен или нема надлежност во овие случаи? Во овој случај не. Првично, значи, ние сметавме дека тоа треба да го реши како претходно прашање судот. Меѓутоа тој сметаше дека обврската за спроведување на одлуката е на одборот на доверители, стечајниот управник и даде задолжение, тоа го потврди апелациониот суд конечно, така да биде. Судиската е последна, така сега ќе се одлучува. Прво ќе донесе на предлог од стечајниот управник одборот на доверители, потоа тоа оди кај стечајниот судија и тој треба да одлучи дали ќе го прифати или не, или евентуално нешто ќе измени, и крајно евентуално доколку биде дозволена жалба, мислам дека во еден вака голем предмет тоа ќе биде направено, значи ќе биде дозволена жалба, конечно треба да одлучи на овој или на оној начин, да потврди или не тоа што ќе го одлучи основниот суд, апелациониот суд по жалбата од било која страна. Ми се чини како прекрупен преседан за еден стечаен судија да го пресуди. Како да кажем, не негирајќи ја, нели, улогата и квалификациите на стечајниот судија, ама некако е прекрупен не само заради износите, туку и заради перспективата на следни вакви спорови. Се додуше така и се гради судска пракса, предпоставувам дека. Не вака, видите, во законот за стечај не постои можност за вонредно правно средство, значи да дојде предметот до Врховен суд, нема можност. И затоа ќе треба конечната одлука да донесе апелациониот суд. Од друга страна, со оглед на тоа дека не постои друга ваква правна ситуација, не може да се бара воедначување на праксата од Врховен суд. Ако постои и друга ситуација што е поинаква, тогаш може Врховен суд со правно мислење да укаже на кој начин треба да се одлучува. Но бидејќи нема ваква правна ситуација, мислам дека ќе заврши во апелационен суд. Љупчо, за крај да прашам, какво е расположението меѓу штедачите? Јас таму имам и познавам некои пријатели, имам и така натаму, чии средства се замрзнаа, пропаднаа, тие верува. Искрено да бидам, пред едно 10 месеци тие рекоа готово е. Тоа се што отишло во оваа држава, никој ништо никому не му вратил. Така што речи си дигнаа раце. Сега малце има ли некаква подигање на оптимизмот макар пред нова година? Сега е поинакво расположението, бидејќи е известно дека она одлука на Уставен суд донесе одредена надеж дека ако не се дел од средствата ќе бидат вратени, и тоа во овој момент е известно дека ќе биде така, но работата е што пак велам, за среќа во стечајната маса има доволно средства целосно да се обештедат штедачите и затоа е битно до крај да се истера оваа постапка во нивна полза. Онаа друга постапка за расчистување што е правено во банката, ви со тоа немате врска, но докаде има некакво обвинение, уште се истрагите во тек? За жал нема се уште никаква информација од обвинителство, освен дека обвинителство работи на тој случај, на проучување веќе премногу време помина. Може да се случи ви да се наплатите, стечајот да заврши, а се уште да нема ништо таму. Па можно е, да не бидам пророк, но можно и тоа и во таков случај ќе нема оштетени фактички. Да. Љупчо Кузмановски, адвокат, застапник на штедачите во Евростандард банка, тој случај кој што ја потресе јавноста пред година и пол. Ви благодарам за ова брифирање, се видиме ние и наредната недела, рековте. Да, наредната недела во вторник има одбор на довер. Треба да се донесе одлука некоја. Добро, макар телефонски ќе се чуеме да видиме што било одлуката на тој одбор, бидејќи сепак таму за колку штедачи станува збор? Има
Поштедачи физички лица се повеќе од 700, правни лица се некаде над вкупно се околу 3000. Да, тоа се сепак голем број луѓе чии што веројатно и на тамошни животи зависат од овие одлуки, бидејќи некои од нив целите своји заштеди ги имаат таму. Во дел од нив, да, така е. Така е. Добро. Љупчо Кузмановски, благодарам.